Добар ден. Краток преглед на настаните на денот. УНЕСКО го чека извештајот за спас на Охридскиот регион. Потребни се неопходни итни и долгорочни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Софија Стојанова е автор на најдобрата беседа на конкурсот во чест на Григор Парличев. Од полнок нови цени на горивата. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб ветер од југоисточен правец. Минималната температура изнесуваше 5 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Охрид утре ќе имаме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе изнесува 3 степени Целзиусови, а максималната дневна 9 степени. Во Македонија утре предпладне ќе преовладува променливо облачно време. Во источните делови со повремени локални врнежи од дожд во пониските места, дожд и снег на повисоките места, а на планините слаб снег. Попладне облачноста ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, а максималните дневни од 4 до 11 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Немат само директно тераме на идиот, да. УНЕСКО чека одговори. Во февруари ќе се презентира извештајот за Охридскиот регион. Институциите тврдат дека работат на спроведување на препораките. Експертите бараат итни и конкретни мерки. Се подготвува извештајот за состојбата со заштитата на Охридскиот регион, кој во февруари ќе биде презентиран пред Комисијата за светско наследство на УНЕСКО.
Документот треба да даде јасна слика докаде се институциите со спроведување на препораките, што конкретно е преземено за зачувување на културното и природното богатство. Според надлежните, еден од клучните проблеми во процесот е тоа што од албанска страна со години нема конкретни активности. Формиран е и кризен штаб преку влада претходниот месец, кој што ќе работи на препораките. Доста работи се направени, не можам да кажам дека не се направени, но пак ќе спомнам дека комуникацијата помеѓу другата страна, македонската и албанската страна, е многу важна во целиот процес. Ние можеме да завршиме голем дел од нашите препораки кои што ги имаме како Министерство за култура на Македонија, но доколку од другата страна тоа не е завршено, тогаш пак има критика од страна на Комисијата на УНЕСКО. Според експертите потребна е итна офанзива со конкретни мерки од сите институции, но и од граѓаните. Морам да признам дека многу боли дека светот не препознал како бренд УНЕСКО, а ние сами сме неголеми непријатели на тој бренд. Ние, охриѓани, граѓаните, заедницата, хотелиерите, сите, бизнис заедницата и сите треба да го сочуваме градот за идните генерации. И покрај тоа што 40 организации од регионот и Европа бараа од комитетот да го впише Охридскиот регион во листата на светски наследства во опасност, комисијата во јули лани донесе одлука Охрид да добие уште една шанса, дополнителен рок од една година за исполнување на препораките. Зимскиот период повторно го актуализира проблемот со аерозагадувањето во Охрид. Зголемените концентрации на PM честичките, особено во вечерните и ноќните часови, предизвикуваат загриженост кај граѓаните и експертите, кои предупредуваат дека се неопходни итни и долгорочни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Аерозагадувањето последните неколку години го позиционира Охрид високо на листата на најзагадени градови во земјава, особено во текот на зимските месеци. Мерните станици секојдневно регистрираат повеќекратно повисоки концентрации на штетни честички во воздухот, што повторно го отвори прашањето за одговорноста и ефикасноста на мерките за справување со овој проблем. Опозицијата обвинува локалната власт не презема доволно мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Еден од поважните амандмани е амандманот за зачувување на животната средина, конкретно за прочистување на воздухот, кој не беше прифатен и сметаме дека представува императив за понатамошното функционирање на градот и заштита на животната средина, имајќи го предвид сериозните здравствени импликации од загадениот воздух. Од локалната власт велат општина Охрид има план за подобрување на амбиенталниот воздух и се спроведуваат конкретни мерки. Како општина даваме субвенции за инвертер клими и тоа ќе продолжи и оваа година. Се она што може и ние треба да го преземаме како општина во однос на заштита на воздухот и подобрување на амбиенталниот воздух го преземаме. Според анализите, главни причини за аерозагадувањето на брегот на Охридското езеро се греењето на огревно дрво, зголемениот сообраќај и урбанизацијата и намалувањето на зелената инфраструктура. Експертите предупредуваат дека продолжената изложеност на загаден воздух може да предизвика сериозни здравствени проблеми, особено кај децата, повозрастните лица и лицата со хронични заболувања. Локалната власт мора засилено да работи на изградба на зелена инфраструктура. Ние во Охрид немаме доволно зелени појаси ниски, каде колите со самите издувни гасови и со движењето стават прашни испушат издувни гасови и нормално да се наталожи тука, да не оди во атмосферата на воздухот. И тоа е грешка голема. Треба во Охрид локалната власт да направи зелени појаси пониски и ако сакаме да имаме почист воздух, за да не оди во горива атмосферата на чистотина прашина што се ствара од колите. И уште една работа, например, треба во Охрид едно туристичко место. Не може колите да идат овде на центарот на обалата на езерото, тие мора да се подалеку од овој дел, да се паркираат, да се створат места каде се паркираат, вамо да се не движат, да не стварат прашања и да не стварат движење и загадување на воздухот. Општина Охрид има план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Предвидени се голем број мерки, но според експертите, решението е гасификација. Софија Стојанова е автор на најдобрата беседа на конкурсот во чест на Григор Прличев.
Годинешен добитник на наградата за најдобра беседа за 2026 од конкурсот што го распиша Националната установа библиотека Григор Прличев на тема "По песната птиците се разликуваат" е Софија Стојанова. Таа е ученичка во втора година во гимназијата Јане Сандански во Струмица. На младата Софија на 6 февруари, во рамките на манифестацијата Прличеви беседи во Охрид, ќе биде доделена парична награда од 9000 денари и признание со ликот на Прличев, информираат од Охридската библиотека. Водата во Долно Коњско е исправна за пиење. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува граѓаните дека по извршените дополнителни анализи на водата за пиење од страна на Центарот за јавно здравје Охрид и добиените резултати, водата е исправна за пиење во и околу мерно место село Долно Коњско. Од ноќеска на полноќ нови цени на горивата. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека малопродажната цена на евродизелот од полноќ поскапува за 1 денар и ќе изнесува 67,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство поскапува за половина денар, така што новата цена ќе изнесува 66,5 денари за литар. Цената на бензините останува иста, односно 72 денари за литар Евросупер БС 95 и 74 денари за Евросупер БС 98. 1 килограм мазут ќе се продава по цена од 33 денари, соопшти регулаторна. Почитувани, за повеќе информации посетете го порталот tvm.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.